Но драго ми е што го правиме разговоров и конечно го правиме за нешто што е реалност, нешто што за нас како граѓани на оваа држава со менталитет кој често знае да одложува и да бара поконкретни моменти за да знае што се случува е добро затоа што сега со најавувањето на датумот барем имаме некоја временска одредница во која сме приклештени да се соземаме и да видиме што може да направиме. И мислам дека ова е прв од серија битни настани. Јас без никакво изненадување ќе зборувам за младите во оваа држава. И временската рамка на очекување кои ќе ги имаме. Знаеме дека сите тие што се колку мене помлади од мене проаѓаа низ еден период на наследени проблеми. Барем така сакаме да велиме. Проблеми наследени од системи, од родители, од постари политичари, во една ситуација на приклештеност и комплетно незадоволство и разочарување, кој што се кулминираше во 2014, се случија тие протести и движења, си ја завршија својата работа и во пленум се згасна затоа што се го измени законот за високо образование и така натаму. Но нема да имаме нова точка на вриење за да кулминираат работите и ќе се крчкаат работите на нисок притисок, но се уште со многу незадоволство. Најголемиот проблем е сега една пред коментар, да не бидам сватена дека зборувам против миграциите, напротив, миграциите се тренди бенефит на современото живење, на отворените држави, на можноста да се биде патник кој ќе користи економските поволности и образовните поволности на различни системи, но ќе зборувам за миграциите од аспект на проблем кој ќе не остави без жители. Македонија има екзодус на млади луѓе, што го знаеме и се случува веќе од 2011-2012 до 2018, значи сведоци сме нешто помалку од половина декада како сите млади луѓе си одат. Не сите, но нели, доволно многу. И се разбира дека тоа е слобода и учење и можност за напредок и секој треба да има простор да си го избере својот животен пат. Но и јас ќе тргнам од две негативни карактеристики на иселувањето и останувањето во странство во обемот по кој се случува на Македонија и дефинитивно ќе посечам дека миграциите не се избор, туку се екзодус кај нас. Екзодус затоа што не може да се најде работа, не може да се најде работа во својата струка. Имаме луѓе кои што се враќаат со магистерски од најреномираните светски универзитети, едноставно не можат да добијат работа на обичен јавен универзитет во државава, па камоли на друго место, делумно можеби зашто се преквалификувани, делумно можеби затоа што медицистемот ни е непостоечки, делумно затоа што можеби некој не ги сака тие како работници и многу слични ситуации. Прво, зашто е лошо? За секој еден млад човек што растал во држава, ние сме вложувале многу. Сме вложиле во пат да стигне во школа, сме изградиле градинка, училиште, факултет. Сме партиципирале во државна квота да се образува на државен универзитет. Сме плаќале професори и наставници да го учат. Сме плаќале автори да пишуваат учебници, сме плаќале книги да се печатат во нови изданија, сме плаќале да се спроведуваат разни тестирања, сме плаќале здравствено, сме плаќале се што еден граѓанин треба да се добија. И после тој граѓанин со сите тие ресурси вложени во него ќе се замине и ќе се вложи во друга земја да ги врати тие работи. Втората причина е што нема одржливост. Значи ние сега имаме пензиски фонд кој е пред колапс, кој што државата треба да го дополнува за воопшто да може да се исплаќаат пензии. Замислете си да си отидат уште 25%, 50% од младите луѓе кои ќе одржува економијата на оваа држава, кој ќе обезбеди функционални системи, кој ќе обезбеди предпријатија, кој ќе обезбеди економски прогрес, кој ќе обезбеди институции кои ќе работат, кој ќе обезбеди иднина за постарите генерации, затоа што нема кој да има да работи за нив, па камоли за себе си. И тоа се две работи што треба да наплашат, иако не се тесно врзани во приказната ЕУ, се вистина што се случува побитна секоја година и затоа е итна. Причините кои ги бркаат младите луѓе од држава, повеќе истражувања ги потврдуваат, еве последното повторно кажа 60% од младите не се гледаат во Македонија. Квалитет на живот, работа, стандард. Каже Марија, трошоците растат, а платите остануваат неспоредливо помали во однос на растењето на трошоците на живот. И овие фактори се нешто што ги брка младите луѓе од надвор од оваа земја, очигледно се многу способни и компетентни затоа што можат да се снајдат во живот во ја. ЕУ го констатира ова во неколку документи, не најдиректно, не вели младите се приоритетно, што вели. Во извештаите за напредок и образование секогаш е потенцирана тема. Вработување, посебно младенско вработување, е секогаш потенцирана тема и учество на младите во процесите на одлучување, за да немаме само писмени и вработливи граѓани, туку и активни граѓани. Во стратегијата за Западен Балкан вели, стручното образование е приоритет.
Ние се уште не знаеме како да се трансформираме од систем кој наместо да го потценува стручното образование, ќе го вреднува како тоа што е, затоа што буквално се би се распаднало кога не би постоело и кога не би ги имале луѓето од струката кои ги обслужуваат работите, без разлика дали тоа е техничар или преведувач, или е готвач, или е угостител, или е било која струка без која ќе се распадне системот ако не постојат. Заглавени во нашите правни студии, економски студии кои мора да се завршат и се единствен излез. И што е ова за нас, што значи? Дека апсолутно приоритет на владата мора да бидат младите. И ова ме води кон едно истражување на М-Проспект, што не можам да го заборавам од пред 1 месец излезено, кој што покажува два различни света. Светот на владата и светот на граѓаните. Според перцепциите на граѓаните се разбира. Според перцепциите на граѓаните на прашањето што би сакале, што гледате дека владата работи, одговараат дека името ЕУ, НАТО со таму 26-23% и после најниски се сите останати теми како вработување. Што би сакале владата да работи, се разбира првиот одговор е нови работни места, подобрување на економијата, здравство, социјални политики, па таму некаде со 5-6%. Значи комплетно обратно изгледаат двете слики и тоа е проблем и индикатор дека немаме совпаѓање на очекувањата на граѓаните од тоа што го сакаат и тоа што гледаат дека се работи. Не дека овие прашања не се важни, ама малку да се адаптираме на очекувањата. И ова ме води кон тоа дека прво владата треба да се фокусира на мултитаскинг и на исполнување на останатите очекувања кои што не се на највисокото политичко ниво. Не дека ова не е важно повторно, ама апсолутно неопходно е покрај ЕУ, НАТО и големите политички прашања да работиме и на вработувањето и на квалитетот на услугите кои што се добиваат од јавните сервиси и на антикорупција и се останато. Вториот момент тука е што исто така владата треба да работи заедно со граѓанскиот сектор на симплифицирање на ова што станува збор. Не знам дали се сеќавате на едно истражување кое што велеше дали сте слушнале за Прибе и 50% од граѓаните велат да. И на прашањето што е Прибе, од нив само половина знаат дека Прибе е некаков си човек, односно експерт, но останатите 25% не знаат воопшто што е, а други 25% мислат дека е институција. И тоа е нашата површност на разбирањето на процесите. И многу луѓе си уште чувствуваат дека евроинтеграцијскиот процес е некоја награда што ќе ја добиеш на крај. Дека ние сега трчаме трка за пехората, тоа е влез во ЕУ. А наградата всушност е самата трка. Процесот на кој треба да изодиме за да го кренеме ова општество на нешто ново. И треба да работиме на разбирање на овие поими и појави. Втора битна улога тука, третата тука битна улога за мене имаат локалните самоуправи. Додека владата се труди да работи како што ќе работи на големите национални политики, без разлика дали се тие овие големи надворешно политички прашања или се оние опипливи прашања кои што се подеднакво битни, како да почне младинската гаранцијска шема да се спроведува на ниво на цела држава што е можно побрзо, или да се работи на сериозни измени и ефекти во развојот на квалитетот на образование или пристап до сервиси за млади, но со тоа што прават локалните самоуправи. Значи, искрено, во однос на задоволството на граѓаните и очекувањето на промените, бидејќи ти едно е да разбереш промената за што значи добивањето датум за препорака, за преговори со ЕУ. Друго е ти да разбереш дека утре ден нема да имаш проблем пак да ти бара некој мито за најобична работа да спроведеш, или да не ти е улицата полна со дупки, да не се закануваат по твојот живот и безбедност затоа што не работи локалната самоуправа. Паралелно со ова, нема апсолутно никакви изговори локалните самоуправи да не бидат до максимум концентрирани на својата работа. Затоа што они се првите преку кои ние ќе видиме ефектот од функционирањето на системот. И они се тие како е најголемиот товар за граѓаните да видат воопшто некакво подобрување на нивните животи. И само ќе затворам со тоа што апсолутно е важно да се враќаат вредностите и никој од нас не знае како се прави тоа, или да се воспостават за прв пат вредностите на мерит, наместо непотизам и фаворизација, кои што било основните начини на превежување во општество, на кооперативност, наместо сегрегација и фракционирање, и на оптимизам за тоа што треба да го постигнеме и фокусирано работење и вредно работење. Затоа што наместо да се трудиме да го измамиме системот, треба да дадеме се од себе си за овој систем да напредува. И ако сега немаме мотивација, не знам кога ќе имаме поголема мотивација. Предстои референдумот и предстои период кај што многу луѓе ќе треба да се изјаснат како гледаат на нештата. Посебно е важен за младите луѓе, од аспект, и без да звучам безобразно, но од аспект на лекциите кои што ги имаме видено во другите земји
и тежината на одлуките и годините од нашиот живот со кои што ќе треба да живееме со тие одлуки понатаму, и затоа е важно младите луѓе многу добро да се го вокализираат својот став тука, затоа што и најдолго време ќе ги чувствуваат последиците од одлуките. И за крај, ако работите случајно не тргнат во правец кој го посакуваме во однос на нашиот напредок кон европското семејство, младите таму ќе завршат сакале или ние или не. Младите во Македонија, посебно оние кои што се академски успешни и професионално успешни, веќе се во ЕУ. И многу од нас остануваат тука во државава и се прашуваат зошто, ама ако не го најдат одговорот на тоа прашање многу скоро и не се најдат намена и функција во ова општество, и они ќе завршат во ЕУ, без разлика дали Македонија ќе биде таму или не.